Ај вака, што е ова? Како викаше Христијан? Ке мериме по листи. Значи Христијан Мицкоски рече вака на интервјуто последно, у 360. За релевантни ќе ги земеме бројките кои што ќе бидат на листите за советници. Добро? На листите за советници ово е резултатот. 2024 имал 440.000 гласа, 2025 има 298.591 гласа. 141.257 гласови помалку. Имало помала излезност и пропорционално на тоа изгубиле гласови. Ако беше само заради пропорцијата дека губат гласови, ќе изгубеат 40-50.000 гласа. Ова е надвор од пропорцијата. За 100.000 гласа е надвор од пропорцијата, да речеме 40.000 му се заради тоа што имало помала излезност. А минус 100.000 ван секоја рамка е ова. Колку има кандидати во ВМРО ДПМН за пратеници? 120, така? Знаеш колку има за советници? Околу 4.000. Ти 4.000 имаат фамилија. Тука збориме за резултати дека најблиската фамилија не гласала некој од нив од кандидатите за советници. Листата за советник по аналогија затоа што има поише луѓе би значило дека треба да привлече повеќе луѓе за гласање. Ајде да видиме 2013. Скоро истата бројка, 55 места водело ВМРО прв круг. На листите на советници освоиле над 400.000 гласови. 2011 ВМРО ДПМН оди на предвремени парламентарни избори. Освоила 436.000 гласови. Речиси идентичниот резултат го повторува 2 години подоцна или година и пол подоцна како што е сега на локални избори. Значи, он ја изгубил пропорцијата поради помалата излезност, но ги задржал истиот број на гласови или истиот удел или истиот процент од гласовите кои што ги добили на парламентарни. За истиот период Мицкоски 460.000 гласа или колку беа 437, така не сеќам. За година и 5 месеци од пропорцијата не излегле да гласаат, помалку излегле да гласаат, губи 40.000 гласа да речеме и плюс 100.000 гласа абстиненција. Не ќе да го гласа. Едноставно излегле, не го гласа. Еве 40 заради пропорцијата помала излезност, окей. А овие минус 100.000